градижната компанија Бетон. Процентот на јавување од страна на децата на бесплатниот СОС телефон е значително зголемен во првата половина од оваа година, од вкупно 225 јавувања во првата половина на 2012 година. 25 од јавувачите се деца. Резултатите беа презентирани на денешната пресконференција одржана во просториите на детската амбасада Меѓаши. Андријана Димитриевска. Од почетокот на годината на отворената СОС линија во детската амбасада Меѓаши се регистрирани 225 јавувања, од кои 25 се деца, 182 се возрастни лица, а 17 се непознати, кои контактирале преку електронската адреса или Facebook. Во полугодишниот извештај на Меѓаши се наведува дека е забележан зголемен процент на контактирање на СОС телефонот од страна на децата, но наведуваат дека сепак е неопходно и натаму интензивно да се работи на охрабрување на децата и младите, а да се јават за да се информираат или за да пријават прекршување на нивните права. Питува правото на детето, емоционалната врска да биде приоритет, а не економската благосостојба или моќта финансиска на другиот родител. Исто така имаме поплаки околу правото на видување. Посебно поплаките се однесуваат од страна на родителот кој го има правото на видување и бидејќи во ваква постапка на меѓусебна пресметка на родителите кои не постапуваат по најдобар интерес на детето, а центрите за социјална работа не можат најдобро да се снајдат, ги одолжуваат процедурите, детето трпи. Залагаме за подеднакво старателство како форма која можеби треба да се измени законот за семејство. Кај децата јавувачи карактеристично е што на СОС телефонот се имаат обратено повеќе девојчиња отколку момчиња. Според етничката припадност на јавувачите, најголем број 66% се македонци, 12% роми, 9% албанци, додека на 29% не им е позната етничката припадност. Според Меѓаши, овие податоци укажуваат на потреба од поголема популаризација на СОС телефонот меѓу различните етнички заедници и нивно охрабрување да ги пријавуваат и да не премолчуваат за одредени прекршувања на детските права, како што се физичкото и психичкото насилство врз децата во семејството и надвор од него, сексуалната злоупотреба. Линијата за деца и млади представува служба за директна помош и поддршка на децата, младите и сите оние кои што се загрижени за нивните прекршувања на правата на децата. Значи, линијата исто така представува и промотер на детските права, како што е детската амбасада Меѓаши, промотер на детските права и застапник на гласот на децата во јавноста преку вас, медиумите и на сите останати начини на кои што пробуваме да ги промовираме правата на децата и да бараме нивно почитување. Линијата е услуга од јавен интерес со оглед на бројката колку имаме јавување во овие 19 години и со оглед дека сите повици и сите услуги кои што ги нуди СОС телефонот се бесплатни и достапни за сите. СОС линијата за деца и млади функционира од октомври 1993 година и досега се регистрирани над 18.854 повици. СОС линијата представува служба за директна помош и поддршка на децата, младите и нивните семејства. Јавното собраќање